Добро вечер во 360 степени, еден ден по изборите за градоначалници и советници. ВМРО ДПМН прогласи историски резултат и констатира дека Венко Филипче е декласиран поради што треба да си даде оставка. Од СДСМ пак вела дека ВМРО ДПМН изгубила речиси 1/3 од гласовите и дека разликата меѓу двете партии се намалува. Кај партиите на албанците, Влен слави победа пред се поради исходот во градоначалничките битки, иако на советничките листи заостанува зад коалицијата предводена од ДУИ. Левица и Јамар Мециновиќ се изненадувањето во Скопје. Во ова издание ќе видите атмосферата од изборната ноќ во неколку општини градот Скопје, а во вториот дел од емисијата донесуваме анализа на изборниот исход со универзитетските професори Александар Спасеновски и Владо Бучковски. Ве поканувам да бидете со нас во следниот еден час. Најинтересната градоначалничка битка на вчерашните избори беше онаа за Чаир, поради габаритот на ривалите и поради символиката што ја даде ДУИ. А тоа е дека победа на Бујар Османи ќе значи и пат на владата и предвремени парламентарни избори на пролет. Исходот е познат. Чаир останува кај истиот политички газда. Атмосферата ни ја пренесува Гарена Николовска-Ризвановиќ. Изборот на Изет Меджити за градоначалник уште во првиот круг природно наметна ден по изборите да прашаме низ Чаир. Што очекуваат од Меджити, кој во 3 мандати од 2005 до 2017 година веќе ја извршуваше оваа функција. Ја мислам дека е почетна фаза за во Чаир да се ичисти, како што преска нареков оваа депонија да се ичисти. Жеди курдо. Низ да ekotorvet, gjomlingar åt ett korkonni baski i sängen. Sen är alla Jan Flick då, men då må bomba mer. Jag vet det ki alla oss iri. Och må ju alla det band med mer. Listo, är och jobbar på ispисите. Изет Меджити победи со 15.733 гласа, наспроти 12.264, колку што освои неговиот главен против кандидат Бујар Османи. Тоа не беше битка само за градоначалник, туку и битка меѓу двајца доскорешни сопартици и битка меѓу коалицијата Влен и коалицијата предводена од ДУИ. Победникот во таа битка почна да се насетува уште пред Државната изборна комисија да почне да ги објавува резултатите во Централниот изборен штаб на Влен кај плоштадот Скендербег во Скопје. Првата пресконференција на Влен веднаш по затворањето на избирачките места сепак беше само оценка на процесот на гласање. Ова е слика што ја посакаме за нашата земја, еден фер и мирен процес кој покажува дека демократијата се зајакнува. Меѓу првите партиски функционери во штабот пристигна актуелниот градоначалник на Чаир Висар Ганиу. Набргу по него и кандидатот за градоначалник на Скопје Башким Бакиу. Меѓу присутните веќе се прошири информација дека првичните резултати покажуваат водство на Меджити во Чаир. Меджити пристигна пред 20 часот, што ја крена атмосферата. Поддржувачите веќе споделуваа информации дека победата е се поизвестна и тоа уште во првиот круг. Каде има водство Влен, имате информации? Да. Каде? Цел Чаир. Цел Чаир? Да. Што очекувате вие од идниот градоначалник? Се најдобро. Мислам дека ќе биде длабока победа. Какви се очекувањата? Очекувам да се добива. Не знам, не дека ќе победи. Победничката еуфорија завладеа надвор на плоштадот. Внатре во штабот новинарите немаа пристап, но беше јасно какво е расположението. Околу 20 часот и 30 минути веќе се чекаше обраќање на Меджити. Тука сме во Чаир да ја прогласиме убедливата победа уште во првиот круг и сакам да се им заблагодарам на сите граѓани, на сите гласачи, на сите активисти, на Форум на жени, Форум на млади, до сите заедници, но битката беше за легитимитет. Тие посакуваа да се мериме уште еднаш во Чаир и Тетово и во Чаир и Тетово убедлива победата на Влен.
По пресот, Меджити излезе пред штабот каде со овации го пречекаа поддржувачите на Влен. Me qeveri, me qytet, me ndërmarrje, me komun, shahiri të ndron fizionomin, dhe dhe pjesa më e bukur e qytetit Shkupit, pjesa më urbane e qytetit Shkupit, duke fillu pra nga në infrastruktura mendosore deri te universitetet. Pra çka do të them pak është, urime, ta gëzojmë fitoren, ta gëzojmë në të këtë fest tonë. Меѓу присутните беше и председателот на собранието Африм Гаши. Немаше ниту еден инцидент, ниту нерегуларности. Тоа е најголемата победа според мене. Што се однесува до партиските резултати, нормално партиите си слават во тие општини каде што поминаа во прв изборен круг. Мислам дека во Влен тоа беше очекувано. Има некои мали изненадувања, но не сум јас повикан да зборам во нивно име. Јас сум многу среќен, најмногу што поминавме низ еден прекрасен изборен процес. Од плоштадот Скендербег прославата се пренесе и низ улиците на Чаир, а длабоко во населбата е скопското седиште на ДУИ. Тишината околу него ја разбиваше само по некое возило од славеничкиот карван на Влен. Обраќањето на кандидатот на ДУИ Бујар Османи се случи преку социјалните мрежи. Ја честиташе победата на Меджити. Доволно долго сум во политиката за да ги препознавам и почитувам пораките што граѓаните ги испраќаат. Иако кампањата не беше ни фер, ни легална во секој аспект, не сакам да се жалам, затоа што верувам дека искреноста и вредностите имаат смисла само кога ги одржувате, дури и во вакви ситуации. Влен славеа на плоштадот Скендербег и низ Чаир до околу 23 часот. Коалицијата на завршната пресконференција соопшти дека освен во Чаир, во првиот круг победиле и во Арачиново, Боговиње, Жилино, Сарај и Теарце. Според денешните резултати на ДИК, во Боговиње сепак ќе има втор круг. Во Чаир завршија изборите за градоначалник, но ќе се гласа и по 2 недели за прв човек на градот Скопје. Орце Ѓоргиевски се надеваше на победа уште вчера, но трката за главниот град продолжува, во чие финале за ривал го доби Амар Мециновиќ. Кандидатот на Левица и неговиот пласман во вториот круг се едно од изненадувањата на овие избори. За изборната ноги во Скопје, Славица Филиповска-Иванова. Во ист ритам без главните партиски актери, симпатизерите на ВМРО ДПМН, синоќа ги чекаа изборните резултати. Едни во главниот штаб на кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски на плоштадот Македонија, а други во седиштето на партијата. Почитувани, на прагот сме на голема победа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Разликата е некаде 3:1, има општини каде што е 6:1, 7:1, а има општини каде што е 10:1. Зад камерите немаше преголема еуфорија, ниту гужва. Во седиштето беа собрани главно млади активисти, но во позадина на пресцентарот забележавме и познат лик. Како го оценувате денот? Некако ни делувате многу загрижени. Малку уморен, а инаку по однос на резултатите расположен. Затоа што мислам дека ќе имаме историска победа, отприлика помеѓу 45 и 50 општини. Тоа се моите очекувања за првиот и вториот круг кумулативно. Пред штабот пак, резултатите ги чекаше и господја обвиена со знаме со 16 кракото сонце. Што очекувате, што барате? Бараме подобро да биде. Да се очисти ова улиците, да биде добро. А во таборот на СДСМ,
Тивко и празно како ретко кога претходно. Внатре полно со камери, а присутните беа главно медиумски работници. Малкумина активисти и кандидати за советници во град Скопје ја проследија првата пресконференција, на која не се појави никој друг од раководството покрај генералниот секретар. Со задоволство констатирам дека од во секоја општинска организација имаме подобар резултат во споредба со минатата година. Ви благодарам. По пресот стана уште попразно. Да пропешачиме, да не излезе саклетот, се слушна зад камерите од скромната публика. И додека партиите ги броја гласовите, главниот град и во изборната ноќ беше затрупан во смет. Илустрации се најдоа во изборниот штаб на Левица, каде тлееше надежта дека нивниот кандидат за Скопје, а не на СДСМ, ќе влезе во вториот круг. Доколку влеземе, секако тоа е една нова ера во македонската политика, третата опција влегува на голема врата во политиката во Македонија. Како што пристигнуваа резултати, во Левица стануваа се посамоуверени. Продолжува тенденцијата на Амар Мициновиќ за влез во вториот круг на изборите за градоначалник на град Скопје. Во СДСМ се одјавија први. Лидерот Венко Филипче кажа дека ќе ги почекаат бројките пред да се впушти во анализа на резултатот за Скопје, но порача дека нема да си даде оставка. Не, планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. По пресот на Филипче се испразни штабот на социјалдемократите на Бихачка, а паралелно почна да се полни седиштето на ВМРО ДПМН во центарот на Скопје. Падна селфи, а атмосферата се вжешти со влегувањето на лидерот. Ке не вадат од контекст после ова. Иако прогнозираше убедливо водство во првиот круг на Орце Ѓорѓиевски, Мицкоски упати порака до членството и гласачите. Ова не е време за опуштање, туку за последниот напор. Лидерот замина, но остана претендентот за Скопје со телевизиски вклучувања и фотографирања. Ѓорѓиевски, кој е ваш посакуван против кандидат во вториот круг за вас? Па немам посакуван или непосакуван против кандидат со оглед на тоа што е огромна разликата која што имаме. Мислам дека е известно во градот Скопје што ќе се случи во вториот круг, така што во наредниот период од 2 недели ќе ги информираме граѓаните повторно за цел мој концепт, сите оние проекти кои што ќе ги реализирам. Можно ли е во следните 2 недели да очекуваме уште поголем хаос со сметот за во наводници кажано да дојде Орце за да го исчисти? Јас често пати го говорев тоа во минатото, Орце не го предизвикува сметот. Ние не ги предизвикуваме дефектите из минатите 4 години со водовод и канализација. Не чекаме по неколку месеци за да се реши еден дефект, па да се остави дупката уште неколку месеци по улиците. Ние не го предизвикавме проблемот со јавното сообраќајно на предпријатие ЈСП Скопје. Друг го предизвикат. Кој? И неговата неодговорност. Данела Арсовска, името и презиме. Чиј кандидат беше? Тоа се знае чиј кандидат била, но тоа се прашања кои што се апсолвирани во минатото. Така да, мислам дека изминатиот период јасно се покаже со кого е Данела во коалиција, тоа беше ДУИ и Левица. А зошто нема Славија пред ВМРО? Има Славија, има дода луѓе, не знам која влегов тама, добра атмосфера, одлична е, но и локалните избори се локални избори, значи има огромен број на локални штабови каде што се и Славија, така што се честитањата, но вака голема победа мора значи одговорност. Не смееме никако да отидеме во ароганција, туку треба да имаме умереност, треба да имаме благодарност кон луѓето кои што ни дале ваква доверба и да се испорачаат на вистина резултати. Пред штабот не се симна ниту еден истакнат член на партијата, па остана нејасно зошто ВМРО ДПМН постави бина од која не се обрати никој. Дали можеби партијата спремаше сцена за славење на евентуална победа во Скопје уште во прв круг? Без разлика на намерата, силите во Скопје ќе се мерат уште еднаш, а доцна во ноќта стана јасно дека против кандидат на Орце Ѓорѓиевски ќе му биде Амар Мициновиќ од Левица. Подбивачки, во Левица се скандираа пароли кои на времето се пееа со името Никола, за Никола Груевски. Од вечерва Левица е вистински лидер на опозицијата. За жителите на Скопје, јас сакам да посочам дека сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии.
едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон сопствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме. Од левица тврдат дека нема да преговараат со никого, туку очекуваат поддршка од сите, како што велат слободоумни граѓани. Прв пат имаме трета опција во втор круг во било какви избори досега. Секогаш сме имале опција А или Б. Сега за прв пат Амар направи еден голем пробив на политичката сцена, иако на локални избори, меѓутоа тоа е еден голем пробив за левица, за Македонија и за демократијата воопшто. Конечно да се ослободиме од ова дуополио, значи од две партии, да имаме друг избор, да имаме подобар избор со неискомпромитирани луѓе. Бевме и во штабот на ВМРО ДПМН, тие велат кој да е во втор круг против кандидат, нема шанси со нив. Ајде ќе видиме, има втор круг, така да граѓаните ќе одлучат. Ќе се вратиме во штабовите по 2 недели. Од Скопје ве носиме во Струмица, каде по 2 децении СДСМ ја предава локалната власт на ВМРО ДПМН. Нов градоначалник е Петар Јанков, кој наспроти очекувањата за тесна трка, убедливо го победи ривалот од СДСМ Маријан Даскаловски. Од Струмица Михел Милошевски. 20 години му беа потребни на ВМРО ДПМН за да го симне СДСМ од тронот во општина Струмица. Симпатизерите на ВМРО ДПМН френетично славеа до доцните часови. Општинската организација на СДСМ ги затвори вратите за јавност. Ваква беше сликата по објавувањето на резултатите, што и претходеше на ваквата атмосфера. По заклучувањето на вратите на основното училиште Сандо Масев во 19 часот, започна пребројувањето на гласовите и таму и низ цела држава. Приврзаниците на СДСМ во Бранови започнаа да се собираат пред партискиот штаб, некои како да сакаа да се скријат од камерата. Внатре пак, покрај фотографиите од поранешниот градоначалник и премиер Зоран Заев, во исчекување на резултатите нервозно се чепкаше по телефоните. Иако првично ни беше дозволено да снимаме внатре, по првите официјални податоци се смени и односот кон нас. Извинете, кандидатот, да вонка да снимате, не тука внатре да ги снимате луѓе. И однадвор се обидовме да добиеме мислење за очекувањето од гласањето. Само еден повозрасен граѓанин ни одговори дали очекува победа. Би требало ако тај народ е паметен, ако цене вредности. Ако не цене вредности, никој нема окрив. И од Бога нема да биде благословен. Атмосферата пред централниот штаб на ВМРО ДПМН беше сосема друга. Во живо се следеше пребројувањето на гласовите, а приврзаници фаќаа место на плочникот пред зградата. За разлика од пред штабот на СДСМ, тука граѓаните беа расположени за разговор. Тоа многу значи за нас, за граѓаните, кои долго време очекувавме оваа победа. Се една голема радост за Струмица, падна бастионот на СДСМ во Струмица конечно после 20 години. Стига беше веќе таа окупаторска Струмица. Стига беше. Редно е веќе да се врате Струмица на народот. Кога веќе стана јасно дека победата е на прагот, започна славието. Возилата со бајраци на ВМРО ДПМН, кои почнаа да доаѓаат од сите страни, навестуваа дека градот, сакал не сакал, ќе заспие подоцна од вообичаеното. Во штабот меѓу присутните беше и пратеничката Ели Панова. Јас сум уверена дека од утре општина Струмица ќе напредува како никоја друга општина, пред се заради тоа што имаме големата поддршка од страна на владата. Кога се стана јасно, на пресконференција се појави кандидатот за градоначалник Петар Јанков. ВМРО ДПМН после долги години извојува на локално ниво убедлива победа во Струмица. Со тоа струмичани го соборија бастионот на СДСМ овде во Струмица. Прославата се пресели по улиците на градот, блокирајќи сообраќај и семафори во централното градско јадло. Конвојот помина и пред штабот на СДСМ.
Кај поразените немаше пресконференција, а иако неколку пати се обидовме да стапиме во контакт со кандидатот Маријан Даскаловски, одговор не добивме. Утре дента, кога еуфоријата спласна, ги прашавме струмичани, кои се очекувањата по промената на локалната власт. Треба да има промена на всичко, не само на власта. И да работат веќе как што треба да работат. Оти многу обекта ништо не прават. Исто ми се фаќа. 35 години веќе наслушаваме се на всичко. Повеќе мислам негативно, ти ќе биде или позитивно. Секој пат се очекува на подобро. Треба промени, се едно исто. Подобро е да има промени, очекуваме да биде најдобро за народ. Последен пат кадар на ВМРО ДПМН е раководел со општината од 2000 до 2005 година. Од тогаш, во 5 мандати, на чело беа тројца градоначалници од редовите на СДСМ. До вчера. Ќе ја видите и сликата од Куманово, каде во трката за градоначалничкото место остана очекувано Максим Димитриевски од ЗНАМ и неочекувано Горан Стојковски Диро, независен кандидат. Димитриевски го славеше водството, меѓу другото и со хитот на Ромски. Таму беше Владко Чаловски. Празник кафулиња, слаба раздвиженост, сообраќајот како во секоја друга недела навечер. Околу 19 часот кога се затвораа избирачките места, атмосферата во Куманово воопшто не оддаваше впечаток дека е изборен ден. Возбуда имаше само во партиските штабови. Во СДСМ се креираше атмосфера за слави. За петка, ајде. Мартин Костовски и кандидатите за советници веруваат дека по 2 мандати има реална шанса Максим Димитриевски да ја напушти градоначалничката фотелја. Во штабот на ВМРО ДПМН беше тивко, што и беше разбирливо бидејќи од 7 кандидати за градоначалник, ниту еден не беше нивен. Партијата реши да го поддржи Максим Димитриевски од ЗНАМ. Ги чекаа гласовите за советници. На околу 200 метри од ВМРО ДПМН беше најраздвижениот штаб на ЗНАМ. Дел од членовите и симпатизерите беа собрани уште од крајот на гласањето. Од време на време се аплаудираше кога аналитичкиот центар ќе излезеше со нови бројки за нивното водство. Максо 110, 29 марта. Скандирањата беа најбурни кога се споделува информации за разликата помеѓу Максим Димитриевски и кандидатот на СДСМ Мартин Костовски. СДСМ 60, Максим Димитриевски 280. Во еден момент, атмосферата ја запали поголема група симпатизери кои скандирајќи го името на Димитриевски, придружувани од тапани, пристигнаа во штабот. Во тој момент, по околу 80% обработени гласови, веќе беше јасно дека Максим Димитриевски влегува во втор круг со сериозна предност. Се чекаше само да се дознае кој ќе му биде против кандидат на 2 ноември. Дефинитивно победник на најголем победник на овие избори у Куманово е движење Знам за наша Македонија. Официјалните бројки од Државната изборна комисија покажуваа неизвестна трка за второто место во Куманово, а со тоа и место во вториот круг, меѓу кандидатите на СДСМ и Националната алијанса за интеграција, коалицијата предводена од ДУИ. Конечниот расплет доцна во ноќта донесе шокантен пресврт. Во вториот круг влегува независниот кандидат Горан Стојковски Диро. Па првичната еуфорија во СДСМ, каде во меѓувреме пристигна и поранешниот министер Оливер Спасовски, се стиша. Во меѓувреме, на централниот плоштад веќе славеше ЗНАМ. Во моментите додека го снимавме славието на Димитриевски, се уште не беше јасен расплетот, што се чини и не беше важно за него. Знам ќе биде дефинитивно победник на престојните избори на локално ниво, бидејќи повеќе од јасна е желбата на граѓаните и дека препознаваат континуитет и развој на овој град и сакаат Куманово да продолжи да се развива во тој дих. Во еуфоријата не заборави да каже благодарам на ВМРО ДПМН. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам
првично на сите членови и активисти на Движење Знам за наша Македонија, исто така да се заблагодарам и на сите членови и активисти на ВМРО ДПМН за поддршката која што ја добив од нив и сите останати граѓани. Димитриевски славеше и затоа што владината коалиција Знам, ВМРО ДПМН, партијата на србите и Влен со 19 мандати ќе има стабилно мнозинство во Советот кој брои 31 место. За крај, остана уште да се прослави со хитот што некои кумановци ни рекоа дека почнал да се пее и по свадби. Максим Димитриевски. Им благодарам на моите сограѓани Роми кои што на првото отварање на мојот изборен штаб во населба Средоре ја искомпонираа таа прекрасна песна која што стана на вистина вирална и многу сум горд на сите нив и на сите тие имиња кои што се споменуваат во песната, а се надевам дека Куманово преку тоа покажува и колку креативни граѓани има. Максим Димитриевски. Максим Димитриевски. Максим Димитриевски. Максим Димитриевски. ВМРО, ДПМН и СДСМ цел ден се во вербална војна за тоа кој што и колку загубил на вчерашното гласање. Може ли на бројките да се погледне од неутрален агол? Таков обид прави Александар Димитриевски. Уриме, так заинфитурен, так заимнователниот фестивал. Некоја општинска организација имаме подобар резултат во споредба со минатата година. Најголем победник на Ако се преслушаат синочешните обраќања на најголемите партии и коалиции, сите се прогласија за победници или рекоа дека се задоволни од резултатот. Чесен исклучок меѓу големите е Бујар Османи, кој призна пораз во Чаир, му честиташе на победникот и најави дека денови веќе реши за својата политичка кариера. Како е можно сите да бидат победници или задоволни од изборите? Може, затоа што различни партии и коалиции се тркаа за различни цели. Сепак, еден глас вреди еднакво за секоја партија или коалиција. Ако за репер се земе апсолутниот број на гласови за листите за советници според пресметките на 360 степени од објавените резултати за над 99% од избирачите на интернет страницата на Државната изборна комисија, најмногу добија ВМРО ДПМН и коалицијата – 301.720. Втора е коалицијата предводена од СДСМ со освоени 125.758 гласа. Трета, коалицијата предводена од ДУИ, НАИ, со 114.246 гласа. Следуваат Влен со 91.974 гласа, Левица со 57.041, Знам со 38.392 и коалицијата Искуство за успех предводена од ЛДП со 13.096 гласа. Споредено со претходните два изборни циклуси, иако победник, ВМРО ДПМН вчера освоила околу 135.000 помалку од гласовите за пратеници во мај минатата година. Споредено со гласовите за советничките листи во 2021 година, резултатот е подобар за околу 10.000 гласа. За СДСМ пак, вчерашниот резултат е полош за околу 30.000 гласа споредено со пред година и половина и околу 110.000 гласа споредено со 2021. ДУИ, кои на овие избори беа засилени со крилото на Алијансата за албанците Нарбен Таравари, се во минус од околу 23.000 гласа споредено со ланските парламентарни, а во плюс од околу 11.000 гласа споредено со локалните во 2021 година. Влене во минус од 15.000 гласа споредено со ланските парламентарни избори, а не е можна споредба со 2021, бидејќи не постоја. Левица изгубиле околу 11.500 гласа споредено со парламентарните, но имаат подобар резултат за 7.000 гласа од локалните во 2021. Знам изгубил 18.000 гласа споредено со лани. Апсолутните бројки сепак само делумно ја доловуваат сликата. Кој што добил
или изгубил во поширока смисла. Во проценти, ВМРО ДПМН вчера добиле 34% од гласовите од вкупниот број избирачи кои излегле да гласаат. Споредено со 2024-та, тоа е пад за околу 9,4% поени. Сепак, споредено со локалните избори во 2021-та, вчерашниот резултат е подобар за околу 2,8% поени. СДСМ вчера освои 14,2% од вкупните гласови. Тоа е за 1% поен помалку од парламентарните избори во 2024 година. Со каков надолен тренд е соочена партијата, говорат резултатите од 2021-та, кога СДСМ освои 25,52% од гласовите на листите за советници. ДУИ, односно НАИ, вчера освоја 12,9% од гласовите во земјава, што е полошо за неполн процентен поен споредено со лани и подобро за 1,8% поени споредено со 2021-та. Кога е во прашање влемпак, тие добија 10,4% од гласовите, што е 0,2% поени помалку споредено со лани. Левица загубила 0,3% поени од лани, а е подобра за околу 1,1% поен споредено со 21-та. Знам, загубиле околу 1,1% поен во споредба со ланските парламентарни избори. Коалицијата Искуство за успех вчера освои 1,5% од гласовите. Единствената партија, поточно категорија, што има повеќе гласови во апсолутни бројки во проценти, се неважечките ливчиња. Во 2021 такви биле 19.127 ливчиња, што представувале 2,1% од вкупните гласови. Лани, на парламентарните избори гласачите уфрлиле 27.451 неважечко ливче, или во проценти 2,7%. Вчера, што намерно, што случајно, имало неважечко ливче во 50.007 случаи. Тоа е 5,7% од вкупниот број гласачи. Кога би биле партија, неважечките би биле шеста политичка сила во земјата. Веднаш зад Левица, а пред знам на Максим Димитриевски. Ако сте со нас од почетокот на емисијата, знаете дека најавивме и дебатен сегмент кој следува во продолжение. Двајца универзитетски професори се во студиото на 360 степени. Владо Бучковски, кој е и поранешен премиер, добре дојдовте. Добре ве најдов. Александар Спасеновски, поранешен пратеник, актуелен надворешен советник на премиерот. Благодарам на поканата. Бранот со победата на ВМРО ДПМН беше очекуван, но дали е изненадување резултатот кај партиите на албанците? Спасеновски професор, ако може. Па, јас би тргнал од самиот почеток. Мислам дека наистина влеговме во една известна политичка трка во која што се знаеше од прилика исходот на изборите, меѓутоа имаше определени непознаници околу магнитудата на резултатите, победата и во таа смисла поразот кој што ќе го освојат секој од партиите. Она кој што можеме да го заклучиме дека навистина имаше една очекувана и стабилна победа од страна на актуелната стожерна политичка партија во владата. Од друга страна, соодветно на тоа имаме многу слаб резултат на главната опозицијска партија на СДСМ и она кој што представуваше изненадување, можеби за многумина, е исклучително добриот резултат на Влен, на коалицијата Влен, особено во однос на бројот на градоначалничките места кои што ги освои оваа партија, што на некој начин може да се каже дека повторно ја исфрла од игра старата позната тема на ДУИ околу тоа кој има, а кој нема легитимитет во албанскиот блок да биде главен коалицијски партнер на доминантната ВМРО ДПМН. Веднаш тука на почеток, Спасеновски професори, и вие. Дали ја дакта темата за предвремени парламентарни избори од синоќа? Според мене да. Како барање на ДУИ. Дали може премиерот сега да ја наметне како тема? Премиерот може да прави после овој изборен резултат разни комбинации. Но јас ги слушав неговите последни изјави кога, без да ги види резултатите, рече дека Македонија нема таков луксус напролет дојде на предвремени избори, затоа што тоа ќе го забави процесот пред се во делот на економијата, второ, најавените реформи кои за жал не ги видовме во изминатите 18 месеци. Дали ако сака да и помогне на Влен сега, односно, како се вели, да изададе уште еден удар на ДУИ, може да почне да размислува за предвремени парламентарни избори?
Па јас како ги гледам работите, мислам дека на крајот на листите за советници има поголем број на гласови од околу Влен. 22.000. Тоа не е гаранција дека Влен би бил победник на евентуални предвремени избори. Очигледно е дека победата, која е супер дербито беше во Чаир, се должи на поддршката на македонските гласачи. Тамо, ако внимателно се анализираат резултатите, ќе се види дека не само што гласале поддржувачите на ВМРО ДПМН и поддржувачите на СДСМ го поддржале Изет Меджити. Тоа отвара дилема дали беше кампањата на ДУИ соодветна во вакви околности, каде што беше јасно дека македонските гласачи во Чаир и во Тетово ќе бидат одлучувачки фактор. Иако и Османи има околу 1500 или 2000 гласа повеќе од колку што има листата на НАИ, односно на ДУИ во Чаир. Околу прашањето за предвремени избори. Па, мислам дека не треба да се очекуваат предвремени парламентарни избори најмногу заради две групи на причини. Првата група на причини, меѓу другото, спомени професорот Бучковски, а тоа се изјавите кои што доаѓа во текот на кампањата од страна на луѓето и на ВМРО ДПМН и на Влен, поврзани со мандатот на оваа влада и нивната желба, нивните настојувања тој мандат да биде во рамките на предвидените 4 години. Од друга страна пак магнитудата на разликата помеѓу ВМРО ДПМН од една страна и СДСМ од друга страна е толку голема што навистина на ВМРО ДПМН дава една политичка комоција во овој период од 2,5 години со едно пристојно и коректно владење и со испорачување на определени резултати кои што се ветени од страна на граѓаните, да има полно право со огромна известност да се надева и дека на евентуални следни редовни парламентарни избори повторно ќе оствари убедлива победа. Меѓу другото, заради ова што го кажав, известноста дека ќе се испорачаат некакви резултати, дека ќе има промена во начинот на практикувањето на власта споредено со минатото, од една страна, и второ, очигледната ера во која што влегува СДСМ, тоа ера на длабоки проблеми, заради тоа што видовме дека бројот на гласови кои што ги остварува оваа политичка партија навистина континуирано се намалува. Само да ве потсетам едни времења, да речеме во 2002 година, кога СДСМ мислам дека беше единствената партија во историјата на независна Македонија која што освои над 500.000 гласови на тогашните парламентарни избори. И доколку тоа мокно во тоа време СДСМ го споредуваме со едно друго СДСМ, денеска ќе видиме дека навистина повеќе од 60% од гласовите кои што некогаш ги освојувала оваа доминантна стожерна партија во Република Македонија, денеска се изгубени можеби на среден рок. Сега важно е со што споредуваме, нели слушаме дека локални не треба да се споредуваат со парламентарни, дека треба да се споредуваат со локални избори. Во таа смисла на излезност од околу 48,5% на вчерашните избори, во апсолутни бројки, ВМРО ДПМН има резултат од околу 301-302 гласа добиени на советничките листи. СДСМ има околу 125.000, Левица околу 57-58.000, Знам околу 38, ЛДП и Гром заедно околу 13.000 гласа, ДУИ 114, Влен 92.000 гласа. Професор Бучковски, ако споредуваме со изборите во 2021, кај ВМРО ДПМН има раст од околу 10.000 во апсолутни бројки, но ако споредуваме со последните парламентарни избори, има пат од околу 130.000 гласа. Кај СДСМ падот е околу 30.000 гласа споредено со парламентарните избори, со претходните локални е повеќе од 100.000. Како гледам јас на резултатите, мислам дека ако играме со бројките, тогаш треба да кажеме дека на последните парламентарни избори разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ беше минус 290.000 гласови. Едните своја 440.000, другите 150. Сега вие, за што ги запишав, 300.000 минус 125, разликата е 175.000 гласови. Изгледа дека разликата се намалила. Дефинитивно, според мене, ВМРО ДПМН, го цитирам премиерот, ден-два пред изборниот молк, ќе освоиме меѓу 350-360.000 гласови. На советничките листи, да. Значи, потврлувањето кај ВМРО ДПМН е евидентно. Ако се држиме до најавувањето на СДСМ, тие имаат помалку од 100.000 гласови во споредба, 140.000 гласови помалку од парламентарните избори. Од предвидувањето на премиерот 50-60.000.
СДСМ на последните избори освои 150.000 гласови со поголем одзив, со коалиционен партнер кој во меѓувреме ги напушти, тоа е ЛДП, кој не е за подценување. ЛДП и ГРОМ и Интегра има, да речеме, на советничките листи во Скопје поголем број гласови од ЗНАМ, од еден од коалиционите партнери на власта. Ако констатираме дека во меѓувреме коалицијата ја напушти партијата на пензионерите, ја напушти партијата на властите на Бабовски, мислам дека СДСМ го сопре понатамошниот пат. Ова за мене не е консолидација, како што вели председателот Филипче, но е показател дека веројатно во овој момент СДСМ располага со поддршка од 120 до 130.000 гласачи. Како би се вратил во игра и како би стигнал до 300.000 кои се неопходни да бидеш компетитивен, да можеш да се надпреваруваш со ВМРО ДПМН, е прашање на кое треба да се дадат посериозни одговори, по една сериозна анализа да се види каде е зголемувањето на бројот на гласовите, како што соопштија дел од првенците на СДСМ вчера, каде е потврлувањето, што тоа се случува во Скопје, зошто во Скопје се изгуби втората позиција, дали треба и во другите градови да се прави сериозна анализа, како се изгуби второто место во Битола, како се изгуби второто место во Куманово, дали беа направени погрешни проценки за дел од кандидатите, што се случи во Струмица. Реално Горан Стојковски Диро наводно е оригинално првиот пик на СДСМ за кандидат таму. Горан Стојковски Диро и неговата фамилија, неговиот татко е долгогодишен истакнат член на СДСМ, поранешен пратеник, неспорно дека е тој социјалдемократ. Како се доведе СДСМ во Куманово повторно да има еден независен кандидат и друг кандидат кој меѓу другото е потпредседател на партијата, е прашање на која гласовите на Диро и на Мартин Костовски заедно се околу 11.500, што ако сека еден кандидат го прави компетитивен, можеби во трката со Јас мислам дека заради реториката која користеше Димитриевски во изминатиот период во Куманово не е завршена изборната битка. Ајде ќе видиме. Спасеновски, околу апсолутните бројки, факта дека премиерот најавуваше околу 350-360.000 гласа, прво, дали промашија можеби анкетите во делот на излезноста? Па мислам дека може да се констатира дека има потврлања кај, еве да речеме, можеби не кај делот сите, но анкетите. кај делот. Анкетите во два дела. Едно во однос на излезноста, секогаш се оперираше со поголема излезност на ниво од, ја би рекол, парламентарните избори од 2024 година, и второ во однос на апсолутниот број на гласови или процентуалното учество на гласовите кои што ги освоја сите политички партии во некоја смисла, така што стандардно можеме тоа да го констатираме, но она кое што јас би го додал во оваа смисла е дека процентуалното учество на ВМРО ДПМН во вкупниот број на гласови на локалните избори, споредено со процентуалното учество кое што го освои оваа партија на локалните избори во 2021 година, се стабилизира некаде на 35-36%. Она што како разлика го гледаме е драстичното намалување на процентуалното учество во вкупниот број на гласови на СДСМ во 2025 година, споредено со 2021 година, кое што се движи некаде околу 13-14%. Тоа е навистина огромна разлика во бројот на гласовите. И уште еден интересен податок има на овие избори, а тоа е исто така зголеменото процентуално учество на левица во 2025 година, споредено со бројот на гласовите кои што ги освои во 2021 година. Малку околу феноменот левица. Левица има околу 57-58.000 гласови на ниво на држава на советничките листи, но во Скопје има одличен резултат и практично речиси половина од овие гласови и се во Скопје. Дали за вас Спасеновски изненадување пласманот на Амар Мециновиќ во вториот круг за трката за градоначалник на Скопје? Мислам дека во однос на резултатите од Скопје навистина имаме полно право да констатираме дека има еден ефект на изненаденост. Ефектот на изненаденост не се огледа во однос на првото место, кое што сметам дека е недостижно од аспект на бројот на гласовите кои што ги освои кандидатот Орце Ѓорѓиевски, поранешниот или досегашниот градоначалник на Кисела Вода. Она кое што изненадување е исклучително лошиот резултат на СДСМ. Дури од аспект на односот на медиумите, на јавноста кон
након кандидатите во изборниот процес, можевме да забележиме една поделба. Во една група беа ставени постојано двата водечки кандидати, овој на ВМРО и на СДСМ, и потоа беа ставани сите други. Но видовме дека крајниот исход го демантираше тој методолошки пристап или тоа очекување, тие наративи за овој, би рекол, условно речено македонски дуопол во кој на едната страна се наоѓа ВМРО, а на другата се наоѓа СДСМ. Сега, преку примерот со Скопје, можеме да кажеме дека тоа не е така. Во гласањето за главниот град на државата, каде што скоро половина од државата и гласачите се концентрирани, сега има сосема нова ситуација. На една страна го имаме ВМРО, иако со огромна предност, а на друга имаме левица. Истото можеме да заклучиме и во однос на бројот на советнички места во Советот на град Скопје. СДСМ е пета или пета политичка партија од аспект на бројот на советнички места кои што ги освојува. ВМРО има 18, потоа двете албански партии имаат по 6, тука е левица со поголем број на советнички места и потоа дури доаѓа СДСМ како политичка партија која што доскоро беше најголема опозицијска партија. Професоре, на што се должи успехот на Мециновиќ според вас во Скопје и зошто кај Шукова е дури четврта? Прво, Мециновиќ, иако не е познат на пошироката јавност, е исклучително познат за круговите кои ги следат, да речеме, ораторските вечери на правниот факултет во Скопје. Тој правен има завршено или политички науки. Тој е еден од победниците на ораторската вечер Иво Пуха, одличен кандидат, кој имаше според мене различна кампања заради изборниот законник и заради тоа што беше елиминирано од традиционалните медиуми левица, максимално ги искористи социјалните мрежи. Мислам дека ако се гледаат неговите куси, дневно имаше по неколку пораки, допреа до, пред се мислам, до младата популација. И за мене е тој пријатно изненадување. И треба да се признае дека навистина ако бараме кои се изненадувањата нови избори, второто место на Мециновиќ во Скопје и растот на левица во Скопје е едно од изненадувањата. Тоа отвара и други калкулации пред се како ќе настапуваат сега опозицијските партии во вториот изборен круг. Ќе приде и кој прв ќе приде, да речеме, отворени се прашања во неколку општини во Скопје. И јас исто го делам мислењето на Спасеновски. Голема е разликата што има Орце Ѓоргиевски, но не е седно како на крајот ќе биде изборниот резултат. Мислам дека ова шанса ќе користи левица за дополнителна анимација на дел од неопределените гласачи. Професоре, пристапувањето кон левица од овие што ги сметавме за мејнстрим партии во смисла на можна соработка се уште се смета за табу. Па не е табу ако се гледа дека според јавните кажувања, јавна тајна беше додека во изминатите 7 години левица и ВМРО ДПМН соработува. Самиот Апасиев говори за неколку средби во Белата палата со сегашниот премиер ВМРО Мицкоски. обратно ги обвинуваше дека соработуваа со СДСМ. Таква им беше кампањата и мислам дека со кампањата која водеше ВМРО ДПМН како дополнително да го зголеми рейтингот на левица, бидејќи немаше настап премиерот Мицкоски да не ја спомнува левица во контекст дека соработува со СДСМ. Досега немаше таква соработка што јас не исклучувам за вториот изборен круг. Прагматично би било, логично би било левица, СДСМ, Гром и ЛДП да соработува, да речеме, во Скопје. Спасеновски, можно изненадување во Скопје? Не. Мислам дека во Скопје не е можно никакво изненадување, заради тоа што ако ги анализираме резултатите од првиот круг, ќе видиме дека кандидатот на ВМРО ДПМН е за многу малку процентни поени го дели од победа во првиот круг, а разликата со сите други кандидати е навистина преголема. И во таа смисла не верувам дека се можни некакви изненадувања. Она кое што е можно е левица да го искористи овој период од 2 недели за дополнителна политичка консолидација во главниот град на државата и тоа да биде еден капитал кој што ќе го стекне оваа партија во некоја претпоставена идна битка на следни парламентарни избори. За Скопје, сакам да ве прашам за две општини. Во Скопје ќе има втор круг во 4 општини инаку, во Карпош, во Центар, во Аеродром и во Шуто-Оризари. Јас сакам да ве прашам за Карпош и за Центар. Се согласувате ли Спасеновски дека Карпош е веројатно една од најинтересните битки во пресрет на вториот круг? Таму кандидатот на ВМРО ДПМН има околу 1500 гласа повеќе пред актуелниот
градоначалник, но треба да земеме предвид дека има уште тројца кандидати кои што освоија значителна бројка на гласови во првиот круг, кандидатката на СДСМ, кандидатот на Левица и независната Невена Ѓоргиевска. Да, се согласувам дека тука има една ситуација во која што има поголем број на играчи, во кои разликата помеѓу гласовите кои што ги имаат освоено не е толку драстична како во изборите за кандидат за градоначалник на Скопје, така што тука се можни секакви политички игри и сметам дека исходот од гласањето во општина Карпош во голема мера ќе зависи од способноста на двајцата кандидати и на двете структури кои стојат позади нив да изградат нови политички мостови, дури и со партии и со иницијативи со кои претходно има урнисана меѓусебна соработка, како што е соработката, да речеме, на Левица со актуелниот градоначалник на Карпош, или соработката на независните кандидати и нивните политички позиции во однос на ВМРО-ДПМН. Така да сметам дека исходот од изборите во вториот круг во општина Карпош ќе го одреди токму тоа. Таму и премиерот има очигледно личен влог, бидејќи станува збор за негов близок човек, како кандидат го гледавме дури на билбордите заедно сликан со кандидатот за веројатно да му додаде нели на рейтинг, така што и тоа веројатно ја прави уште поинтересна таа битка. Во однос на битката за Карпош и за сите други општини во кои што ќе има втор круг, секогаш треба да го земеме во предвид и оној ефект на снежна топка кој што ќе се создаде после големата победа и големиот број на градоначалнички места кои што ги освои ВМРО-ДПМН на локалните избори, и во таа смисла сметам дека во еден дел од граѓаните размислуваат и прагматично од аспект на чувството за тоа кој победува на овие избори, и да не бидеме песимисти во таа смисла, сметам дека треба да кажеме дека и тој ефект, тоа чувство ќе има свој одраз и врз гласањето во вториот круг во преостанатите општини каде што ќе има гласање во државата. Професор Бучковски, не е тајна дека ВМРО-ДПМН во Карпош не посакуваше битка помеѓу Лукровски и Јакимовски во вториот круг? Не посакуваше затоа што го има искуството од последните избори 2021 година, кога реално во вториот круг ВМРО-ДПМН го поддржа Јакимовски откако изгуби нивниот кандидат. Значи, Јакимовски има и поголемо искуство и поголем коалицијски капацитет и бил во слична ситуација. Според мене влегува во вториот изборен круг со сериозни шанси да победи Јакимовски. Како што според мене сериозни се шансите Герасимовски заради сето тоа што го направи во овие 4 години повторно да биде избран за градоначалник на Центар. Мене Аеродром ми беше многу интересна општина заради одличната кампања што ја водеше, да речеме, опозицијскиот кандидат. Докторот Александар Трајановски Коска за мене е едно од најпријатните изненадувања новите избори, ако во овој пораз на СДСМ нешто е добро што се профилираа неколку кандидати на кои треба да почива идната консолидација и растењето на СДСМ. Иако разликата е голема голема разликата, но мислам дека веројатно ако е за утеха ќе има втор круг. Не само утеха, него дополнително да се промовира, значи СДСМ уште не се завршени изборите. Треба да направи се што е во неговата моќ да ја потврди победата онаму каде што се во прв круг, каде што се први после првиот круг, и онаму каде што влегуваат како втори да дадат се од себе, за да биде поголема бројката на градоначалници од овие три кои досега ги освојат. Така што мислам дека во делот на очекувањата во скопските општини влегува со сериозна шанса опозицијата да победи во две општини, според мене, во Центар и Карпош. Во Аеродром ќе има интересна битка заради тоа што очекувам понатаму Трајановски да ги покаже своите капацитети да биде еден од идните лидери на СДСМ. Не очекувам дека може да го загрози големото водство кој го има кандидатот на ВМРО-ДПМН. Спасеновски, во која општина живеете? Јас во општина Киселава. А вие завршивте работа, значи. Да. Мислев да не сте во Центар. Што очекувате во Центар во вториот круг? Па, видете, знаете, природата на демократијата налага да не постојат ситуации во која што одредена политичка партија го окупира целиот политички простор. Не зборувам ништо за општина Центар, не предвидувам ништо ниту пак за други општини во кои ќе има втор круг. Зборувате дека е здраво, но здраво е за демократијата да има една барем минимална шареноликост, и сметам дека во вториот круг и во некои од општините во државата ќе
Имаме и такви ситуации во кои што ќе има победници, кандидати за градоначалници кои не доаѓаат само од она огромно мнозинство на 54 градоначалници кои што очекувано ВМРО ДПМН очекува да бидат избрани и во првиот и во вториот круг заедно. Кога сме кај ова, сакам да ве прашам, вчера слушнав една да речам интересна теза за тоа дека македонската политичка сцена како да почнува да заликува на српската во смисла на тоа дека имаме силна владеачка партија и опозицијски помали околу неа. Спасеновски, вие што мислите за таа теза? Па, видете, реалноста упатува токму на тоа. Ние и во текот на кампањата, особено после лошиот резултат на СДСМ од 2024 година, гледаме како во анализите на политичките аналитичари, на новинарите, се повеќе зазема место зборот пасокизација, како нешто кој што треба да го опишува состојбата во која што се наоѓа СДСМ денес, и таа условно речено пасокизација гледаме дека продолжува да се случува и преку резултатите од локалните избори. Од друга страна имаме раст на партија која што исто така пледира да заземе значаен дел од опозицијскиот корпус, а тоа е левица. Од друга страна видовме дека имаме и голем број на независни иницијативи, така што се согласувам со ова тврдење дека имаме една силна стожерна политичка партија која што окупира најголем дел од гласовите на граѓаните, помеѓу 35 и 40%, а се друго е дел од еден мозаик на помалку моќни политички партии, дел од албанскиот, дел од македонскиот блок, кои што се обидуваат да се доведат во ситуација да остварат основната цел на секоја политичка партија, а тоа е да учествуваат во вршењето на власт. Професоре? Наизглед заличуваме на Србија, но ако се погледнат внимателно резултатите, колку освои гласови владеачката коалиција, 300 плюс 90 плюс 40, тоа е 430. Од излезени близу 900.000 гласачи, значи тие што се против власта, а не се обединети, имаат повеќе гласови. Умешноста во периодот кој предстои, пред се на СДСМ како стожерна опозицијска партија, како ќе приде на другите опозицијски партии, каков ќе биде односот кон независните листи, да не се лажеме. Има исклучително добри резултати дел од кандидатите од независните листи. Поинаку во Битола, Билјана Ивановска во центар. Исклучително добри резултати има и во другите општини, кои ќе се соберат на крајот, треба да има колку ќе бидат вкупно бројот на гласовите на независните кандидати. Така што ВМРО ДПМН ќе влезе со голема предност, но не и недостижна според мене. За 2,5 години до парламентарните избори мислам дека ќе се изнивелираат гласовите на власт и опозицијата, уште повеќе што според мене, можеби, јас се движам во такви кругови. Доминантно е опозицијското расположение во нашата држава. Граѓаните и нови избори покажаа дека не се одушевени од власта, но од друга страна, бидејќи нема сериозна конкуренција, се уште ВМРО ДПМН има ваков скор за кој неспорно се заслугите и на нивните градоначалници, да не заборавиме, значи ваков резултат се должи на успешниот мандат на голем дел од градоначалниците на ВМРО ДПМН. Дали овој резултат ќе го отвори прашањето за опстанокот на Венко Филипче на лидерската позиција во СДСМ? Такви апетити веројатно има. За 2 недели би требало да видиме појасна слика. Јас сметам дека треба да се даде шанса на Филипче да го истера до крај својот мандат, бидејќи според она како јас ги гледам работите и како чувствувам дека пулсира СДСМ, мислам дека успеа Филипче во исклучително тешки околности да го сопре понатамошниот пат на СДСМ. Тоа го сметам за негова заслуга. Зошто не е подобар резултатот? Треба да се направи посериозна анализа. Спасеновски, вие можеби орбитрирате околу друга политичка идеологија и структура, што е вашиот став? Дали по еден ваков резултат на СДСМ на овие избори ќе се отвори темата за опстанокот на Филипче? Мислам дека, знаете, политичките лидери во рамките на политичките партии секогаш си обезбедуваат состојба во која што имаат контрола врз клучните полуги во чии рамки се носат политичките одлуки. Тоа е една особеност на македонскиот партиски систем, не само за СДСМ, туку и за останатите политички партии. Во таа смисла, она кое што јас го очекувам
е интензивирање на гласовите од аспект на себе преиспитување на СДСМ, каде може би биле грешките, дали можело нешто подобро да се направи. Сигурен сум дека и ќе се отвори прашањето за политичката опозиција внатре во оваа политичка партија која што имала политички интерес од лош политички резултат на СДСМ на овие избори, но не очекувам подраматични промени во лидерството на СДСМ во догледен период, особено што конгресите на политичките партии или изборите во случајот на СДСМ, бидејќи станува збор за партија во која што имаме непосредни избори, завршија пред краток временски период и не верувам дека ќе се создаде некаков силен институционален механизам кој што ќе го принуди Филипче да замине од челното место на СДСМ. А најавите за реконструкција во владата по изборите, тоа прашање веројатно за 2-3 недели од сега ќе се наметне. Што очекувате во таа смисла? Дали треба да очекуваме суштински промени? Суштински промени во однос на структурата на владата не очекувам. Заради повеќе причини. Прво заради начинот на кој што ВМРО се има поставено во однос на владењето само по себе и не верувам дека оваа политичка партија е склона кон драстични промени, особено не во однос на некакви идни нови коалиции и така натаму. Она кое што го очекуваме промени најмногу кои што се резултат на новата политичка реалност создадена во владата по победите кои што ги има некои од кандидатите, како што е во случај со Изет Меджити и неговиот избор за градоначалник на општината Чаир. Значи верувам некакви промени во таа смисла, а подрастични политички промени во смисла на тоа дека некои министри ќе бидат заменети или не, сметам дека е прашање на политичка проценка, но не верувам драстични промени. Вие што типувате во таа смисла, Вучковски? Јас мислам дека ќе има реконструкција на владата, ако ништо друго, заради тоа што еден од вице-премиерите, тоа Изет Меджити, стана градоначалник. Известно е дека нов министер за животна средина ќе има, најавено е дека ќе има Беким Сали дека треба да биде потпредседател на владата. Мислам дека и ВМРО ДПМН ќе претрпи измена во кабинетот на Мицковски. Мислам дека е свесен и премиерот дека работите не одат со посакуваната динамика. Многу работи кои беа најавени минатата година не се реализирани. Треба да видиме со оваа дополнителна енергија што ќе добие ВМРО ДПМН по оваа победа на локалните избори, дали тоа ќе значи и радикални промени во владениот кабинет, радикални промени во ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН според мене нема министри повеќе од 2-3 кои ги задоволуваат критериумите на еден европски кабинет. Добро. Благодарам многу за овој разговор. Мислам дека беше интересно и за публиката. Благодарам и на вас. Благодарам и на поканата. Да. Уште не е крај, останете да ја одгледаме новата саботажа. Крајот на политичката не мора да значи дека кариерата е завршена. Ако си од градот на поезијата, не е изненадување да се пробаш и на таа сцена. Можеби не како поет, ами како рецитатор. На наши места ја да си идам, да видам Охрид струга да видам. Таму зората греи душата и сонцето зајдит гората. Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит и од ветер како денес сино темнеит. Ништо помалку скриени таленти имаат и кандидатите кои продолжуваат да се тркаат. И освен поетски занес, располагаат и со пејачки квалитети и изненадуваат со глумата, која сепак не е многу далеку од политиката. Ајде Коштано, дигни се, стегни срце млада си, зашто е живот за пол и за мокроста. Отвори ми беловенце, Со оглед дека изборите се една голема игра, исклучително значено за политичарите да танцуваат со тој што свири. Ситно, право или напред-назад е неважно.
бидејќи ритамот може да се менува, ама нема ништо поважно од тоа да се погоди песната. Максим Димитриевски, Максим Димитриевски, Amare calenamente hera, pero me gesa pico de la samet, Anievski, Mensur, Kapetan, Amaro platenico Kano. Не е се до веселбата, понекогаш има граници кои не може да се поминат, ама не поради друго, туку поради вкусовите. Иако по собствено признание е скаран со музиката, сепак е пребирлив кога станува збор за изведувачите. Да, арогантен пеач, тоа беше лепа брена. Зошто не ви даде да се сликате со него? Не сакав јас. Одминати години веќе викам што се сликам само стики да ми остануваат, нема потреба. Видете, по одминати години имаме изглед подобро од... Не, мој са ти млад човек, лепа брена ти изгледа така. Остај не ви изгледа така? Не, никако. Јас даже не се водушевам, беше во Кога си ја видел последен пат? Во Охрид сега. Блиско е видовте? Апсолутно. И? Одлично изглежа. Ама, не, никако. Братски споделената разлика во вкусовите не мора да значи дека тие не може да се коментираат и од медицински аспект. Не во однос на ексклузивното влијание врз либидото, туку како препорачана терапија за подобрување на здравието. Особено кога се работи за зараза. За овој вирус има две вакцини. Првата делумно помага, а втората целосно лекува. Првата се вика Харис Джинович. Кога ќе слушате негова песна, кај носителот на вирусот се појавува едно убаво чувство на еуфорија, што ги смирува симптомите за кратко време, но само за кратко. И на крајот, на кратко или на долго се едно. Важно е се да има музичко-сценски контекст. Лесно е да направиш 3D промоција за некаков проект, па знаете ја би нова општинска зграда, 3 спрата по земја, 4 нагоре, ја би 3 нови училишта, ја би 4 нови градинки, ја би 3 катни гаражи, да простиш, ја би да карам Весно Змијанац. Желбите на вистина се различни од реалност, ама не е грешка да се имаат, па макар и неостварливи, како што се и бројните ветувања дадени на изборите. Гледавте 360 степени во постизборно издание. Изборно продолжуваме и в четврток. Бидете со нас. Пријатно.